Сакам да ја информирам јавноста за случувањата во текот на денешниот ден. По добиена информација дека имаме нов пожар на нова локација од локацијата на која што вчера имавме интервенција во текот на вчерашниот ден избухна пожар. Станува збор за една локација која исто така непристапна, отежната со силен ветер. Успеавме во координација со територијалната противпожарна единица, Дирекција за заштита и спасување, Центар за управување со кризи, околните територијални противпожарни единици, доброволните друштва, веднаш да се настапи и излезе на терен со конкретни активности, имајќи во предвид дека имавме загрозени имоти на неколку викендици, но и човечки животи. Моментално се наоѓаме во клиничката болница Штип, разговаравме и го посетивме еден од повредените, кој ни посведочи дека пожарот настанал во растојание од 1 километар од вчерашниот пожар, што има големи индиции дека или е подметнат, или е настанат од некоја друга околност. Нема практично поврзаност едниот вчерашниот пожар со денешниот. Во непосредна близина на викенд куќи е настанат денешниот пожар, што навистина представуваше една голема опасност по животот на тамошните жители и имотот на викендиците. Благодарение на брзата интервенција, брзата координација, делувањето на Дирекција за заштита и спасување од воздух, успеавме да го локализираме и да го ставиме под контрола пожарот за да не представува понатамошна опасност. На повредениот му посакувам брзо заздравување и посакувам ова да не се повторува, затоа што навистина во едни вакви жешки денови тешко се справуваме со овој предизвик. Територијалната противпожарна единица и сите доброволци заслужуваат секаква почит и поздрав и навистина апелирам до сите наши сограѓани одговорно да се однесуваат, затоа што ни следува сезона на пожари и сите треба да бидеме одговорни во местото каде што живееме. Од она која што го добив како информација, има оштетени викендици и нормално нискостебеста шума и оној потек кој што е опожарен. Верувам дека по локализацијата и поставањето под контрола на самиот пожар, дека овде ќе се завршат и активностите на сите вклучени во самите дневни активности. За интервенциите и координацијата од воздух и за сите други детали, сакам да се заблагодарам на Стојанче Ангелов, кој и во текот на вчерашниот ден и денес помогна во тој дел, затоа што навистина во едни вакви алармантни состојби ни е потребна координација и поддршка од сите други територијални противпожарни единици. Еве ја користам оваа прилика да се заблагодарам на сите кои што се вклучија, доброволци и територијални противпожарни единици од околните градови. Градоначалник, само имате ли првична информација колку викенд куќи се зафатени со овој пожар? Односно беа зафатени? Како што напоменав, имајќи во предвид дека опожарувањето е во непосредна близина на десетина викенд куќи, од она кое што го имаме како информација, нанесено е штета на 3 викенд куќи и едно лице е повредено, практично собственик на една од викенд куќите. Во стабилна здравствена состојба е лицето, имав можност да поразговарам со него, така да се надевам дека ова нема да ни се повтори.